Здраво, ракови, добре дојдовте и ајде заедно да ги толкуваме пораките кои се за вас и месец октомври. Значи, повторно, генерални пораки ќе се однесуваат на многу од вас, затоа обидете се да си ја препознаете пораката која е за вас. Пред да започнете, да ве подсетам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, тоа многу не значи, но и претплатете се, станете дел од сето ова, затоа што и овој месец за некои од нашите најверни следбеници ќе доделуваме бесплатно лично тарот толкување. Ајде сега да видиме каков ќе биде октомври за вас, раковите. Повторно ќе ве подсетам, значи не може се да биде за вас, обидете се да ја препознаете пораката или пак ако не, јас можеби ја кажувам преку метафора во некое поле од животот, а кај вас се однесува во друго, затоа бидете тука, учествувајте во ова заедно да ги откриеме и да ги толкуваме на прав начин пораките. Сега, раковите во октомври, некои ракови ќе се здобијат со нешто, со некакви моки, можеби надприродни моки, можеби ќе станете многу видовити, многу интуитивни. Интуицијата секако ви е на некое совршено високо ниво, но не само интуиција, туку ќе ве изненади тоа како ќе можете да ги предвидите нештата. Ќе знаете точно да предвидите што ќе се случи околу некои работи, што ви се случуваат во животот, се разбира. Или пак имате вие во вашиот живот некој таков, некој многу интуитивен, некој што знае да препознае ситуацијата, знае да што ќе донесе и добро е овој месец да го послушате, затоа што ако го послушате, вие ќе се здобиете со некакви успеси, некакво богатство. Значи, овој збор богатство за секого е различен, за секого се однесува на нешто друго, нешто посебно во животот. За секого, секој од нас богатство значи нешто. За некого богатство се децата, за некого богатство се материјалните нешта, за некого е љубовта богатство, што и да е тоа богатство за вас. А некои ракови пак овој месец ќе се здобијат со многу слава, моќ, влијателност, влијание врз некого изгледа, ќе имате многу големо, но со почит, со успеси, некакви успеси ве очекуваат. Вие ќе натрупате некакво богатство во октомври. Значи, се она што го правите во октомври, вас ќе ви донесе големи успеси. Јас гледам дека сте премногу активни, премногу ќе бидете активни, дури и физички во октомври. И тоа ви носи, кажав, некакви големи нешта. За секого е различно. Можеби дел од вас, не можеби, туку ова е сигурно, затоа што во милион пораки се појави дека некои ракови стапуваат во брак во октомври или пак некој ваш близок стапил во брак, вие се подготвувате за свадби, за веселби, за големи нешта, венчавки и тука се вашите големи активности, физички дури, но многу од вас, кажав, и ке стапите во брак. А некои од вас пак сте физички многу активни. Буквално погледнете, ке искачувате некакви планини, некакви врвови. Но ова може да биде и една метафора, вие можеби ке освојувате некакви врвови, некакви висини, некакви успеси во животот. И тоа буквално во октомври се случува и ќе се случи. Она на што треба да се внимава многу е тоа колку многу вие физички се изморувате, затоа што внимавајте, ако случајно навистина ви искачувате врвови и сте физички активни, сте на планина, вие мора да внимавате, затоа што во октомври можни се и повреди, ништо страшно, буквално ништо страшно, меѓутоа сепак повреди.
ситни мали повреди кои ќе ве спречат кои ќе ви го отежнат функционирањето, нели? Сега, за некога се однесува на тоа поле, меѓутоа за некого од вас јас гледам дека во љубовта вие имате со партнерот некои недоразбирања и ова е порака за оние кои на кој партнерот ви е близнаци или пак е некој од огнените знаци е лав, стрелец, овен. Вие имате некакви недоразбирања, влегувате во октомври со овие недоразбирања, со овие расправи, со овие проблеми, меѓутоа јас мислам дека вие сте повеќе оптеретени за ова што се случува отколку партнерот. Партнерот е оштар овој пат, партнерот е непопустлив и буквално ви го врти грбот. Можеби и не сака никаква комуникација овој месец. Дури и за тие што сте во брак, не ви зборува партнерот. Многу е луд, многу нешто е налутен. Значи, зборувам во метафора, зборувам на начин на кој јас можам да ви ја пренесам пораката, меѓутоа секогаш имајте на ум дека може да се најдете на другата страна од оваа порака, можеби вие имате овен лав, стрелец или близнаци во вашиот подзнак, во вашиот хороскоп и сега вие сте тој, вие сте таа што не зборувате, не комуницирате, но сте лути, но сте повредени. И мислам дека некој од вас е повреден. Некакви тајни, нешта што се случиле, што се откриле, некому му го скршиле срцето. И нема комуникација, не зборувате и да се зборува, тоа се расправи, тоа се оштри зборови кои повредуваат и јас гледам дека вие ако сте тие кои повеќе сакате ова да се реши, вие ќе бидете многу упорни, доста упорни, дури пренападни. Но добро е, тоа е добро, нема да смета, апсолутно, дури можеби му годи на партнерот. И мислам дека ќе изнајдете начин, некој од вас помоќните, ќе изнајдете начин со подароци, и тоа големи подароци, со ова не се ситници, ќе изнајдете начин како да ги смирите тензиите малку, или пак некој од вас ќе изнајдете начин, ќе си ги покажете емоциите, ќе си го отворите срцето, ќе му дадете до знање, едноставно ќе вратите топлината во вашиот живот и во вашиот брак и во вашата врска. Партнерот е за сега само луд, ништо повеќе, или вие, ништо повеќе, затоа што емоциите се тука, тие не може да испарат, не може да исчезнат. Вие сте во една прекрасна заедница, прекрасна врска, каде што чувствата се чисти, искрени и прекрасни. И јас гледам, може би се плашите дали ќе успеете да ги надминете недоразбирањата, или се плашите дали ќе успеете да ги расчистите овие проблеми кои излегле, овие компликации, можеби овие тајни, се плашите, верувам, но не плашете се, октомври ќе биде многу убав месец за сите вас, во секој случај ќе се помирите, тоа секако дека ќе се помирите, ова е исходот, еве, оној што беше луд, оној што беше налутен, разочаран, ќе се согласи на она што го нуди другиот, кој се обидува, кажав, едниот многу се обидува за да ги врати работите во нормала, да се помирите едноставно. И тоа ќе се случи, тоа е исходот. Кажав, вие сте во една прекрасна врска каде што се што се случува неубаво, тоа е само привремено. Затоа што чувствата се прекрасни меѓу вас. И сега некои други ракови
може би во бракот, може би сте стапиле во брак скоро, но партнерот, а јас сепак мислам дека е тоа машкото во врската, треба да замине на некакво патување, но не грижете се, оттаму доаѓа, може се грижите за таа разделба, веројатно, оттаму ќе се врати со нешто многу убаво, нешто многу големо, со остварени некакви успеси и материјални и било какви. Сега, други ракови треба да бидат внимателни во заедница така да живеат. Таа заедница може да биде семејството, може да биде поширокото семејство, фамилија, може да биде соседството, може да биде малото, населбата каде живеете, како и да е, во таа заедница се случуваат некои работи кои не се баш и добри, но вие ќе дознаете за тоа, ќе разберете, ќе ве загрижат некои информации, може би пак за добросостојбата на некој во таа заедница, некој важен човек во таа заедница. Може би тоа ќе ве загрижи. Нешто ќе се случува, значи, во заедницата во која живеете, некакви информации, некакви нешта кои ќе ги разберете, ќе ве загрижат. Сега, други од вас, вие ќе дознаете преку некакви пораки, писма под наводници, значи писмо, знаеме што значи порака некаква, испратена, дека ова е порака за некого, очигледно, дека вашето дете или вашите деца се занимаваат со хазардни игри, може би, може да бидат и ситници, може би во спортски обложувалници, трошат повеќе време и пари од колку што треба, може би во казина, како и да е, тоа што ќе го разберете, ќе го дознаете и ќе го откриете преку никакви знаци, ќе ве разочара, но не грижете се, ова не е ништо страшно, не е некој голем проблем што не се решава, воопшто да не се грижите, меѓутоа ете, се појавува во октомври и оваа порака дека може би ќе разберете. Може некој од вас воопшто не ни знаете дека тоа се случувало, па ќе го дознаете. Во секој случај, октомври многу убав месец за сите вас, за сите кои правите нешто, кои работите на нешто, вие ќе успеете да остварите некакви успеси, да искачите некакви врвови, некакви големи нешта ќе се случуваат и во бракот, и во љубовта, и во работата. Драги ракови, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!